институциите кои што треба да ги спроведуваат законските акти, се соочуваат со тоа да немаат нити по број доволно луѓе кои што би можеле да ги спроведат тие акти. Например, ќе ви кажам, во соседните држави на Базелска конвенција работат по тимови од по 5 до 10 луѓе. Во Македонија работи 1 до 20. Значи, ако ги направиме тие паралели, ќе видиме каде кочи институционално системот. Друго е прашањето што тие луѓе кои што и онака се малце на број не се доволно обучени. Значи, нема системска обука на луѓето кои што треба да работат на одредени теми. Вие немате континуирана обука на луѓето во Министерството за животна средина, спорадична да, и тоа на база на покани од меѓународни организации. Значи, во самата институција вие немате определен план за обука на кадрите согласно обврските што надоаѓаат во иднина како резултат на законските акти кои што ги усвојуваме. Значи, паралелно со изработка на законските акти, вие треба да разработите план за негова имплементација, вклучувајќи го и обуката на кадрите кои што треба да ја спроведуваат таа законска регулатива. Таков пристап системски не постои. Зошто не постои? Затоа што луѓето кои што доаѓаат да ги раководат тие институции, воглавно доаѓаат надвор од секторот животна средина. Тие воопшто и не го разбираат секторот за животна средина и доаѓаме во ситуација да секој нов висок раководител во таа институција му треба 1 година за да свати каде се наоѓа, со какви проблеми се соочува. Меѓутоа, со оглед на тоа дека овој дел институционален и кадровски доаѓа негде на крај на нивниот интерес, тие во текот на својот мандат не ни стигаат да се занимаваат со таа тема.